Почитувани за оние што допрва ни се приклучуваат, добре дојде. За останатите уште еден поздрав. На крајот во третиот завршен дел од овој вистински ракометен хепенинг, наречен со едноставен наслов спортот број 1 во оваа земја е ракомет, а во организација на само ракомет. Значи, да бидам искрен, прво лична импресија ќе соопштам. Не очекував дека ова претпладне понеделнично во Double 3 хотелот во Скопје ќе има таква плодна дискусија. Дека ќе бидат изнесени до тој степен добри, позитивни идеи, насоки, од кои што се надевам дека ќе се изродат во продолжение и во перспектива и проекти и реализација на подобрување на спортската дисциплина која што не обзеде во овие 2-2,5 децении и ракометот кој што стана спорт број 1 дефинитивно во земјава. Рекоме, нема да елаборирам или да влегуваме во некаква расправа материјална за докажување дали и зошто е тоа така, зошто спортот број 1 во оваа земја е ракометот. Во третото парче, во третиот панел, влегуваме со гости кои што се видни избрани функционери. Нема да пропуштам можност да се благодариме на министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска, што цело претпладне е овде со нас и беше многу активна. Учествуваше во сериозни дискусии, во сериозни разговори, што пак од друга страна покажува дека има чувство за спорт генерално, а потоа и за ракомет. Сега го поздравуваме министерот за спорт во владата на Република Македонија, Борко Ристовски. Тука на овој панел е иницијаторот на овие панел дискусии денес Виктор Христовски од само ракомет. Добро тече дискусијата во смисол на тоа дека се држиме до термините, така ќе биде и во завршната фаза и затоа веднаш започнуваме со работа. Веќе Димитриевска-Кочовска ја чувме во неколку наврати со дел од нејзините размислувања, но сега за овој панел имаме најконкретно прашање и ќе го поставиме. Во земјава функционира систем на субвенции и помош во спортот, кои државата за прв пат ги исплаќа директно на федерациите, клубовите, спортистите, но за дополнителен исчекор на голем дел од асоциациите, клубовите па индивидуалците, тоа веројатно и не е доволно, иако чувме токму од вас дека буџетот за спорт е зголемен во огромна мерка. Оваа публика овде и овие спортски работници сакаат врвни резултати, сакаат на домашно поле, но и на меѓународен план. И многумина од нив, сега го пренесувам размислувањето, сметаат дека тие се неопходни. Сега прашањето за господјата Кочовска Димитриевска е тоа: постојат ли други форми, постојат ли други можности за стимулација на спортските колективи? Има ли размислувања за дополнителни акции за финансиска поддршка на добрите, позитивните спортски примери? Формите, претпоставуваме, може да бидат многу и многу различни. Повелете. Благодарам, да ве поздравам сега од оваа страна, така, иако како што напомена и Перо, многу бев активна и од другата страна. Во однос на тоа дали може да имаме различни мерки за поддршка на спортот, јас би го рекла, бидејќи нели кога би оделе во даночната политика, тогаш би биле на некој начин мерки кои што би стимулирале одредени спонзори да поактивно сакаат да ги поддржат спортските клубови. Секако дека постои, меѓутоа треба да знаеме едно нешто, дека парите во буџетот се ограничени. И како резултат на тоа, секоја една мерка која што ја спроведувам има некакво влијание на буџетот. Пред да зборувам понатаму, морам да кажам дека министерот за спорт знае колку јас давам поддршка на спортот. За мене, уште и пред да стана министер и во 7 години опозиција, во континуитет беше важно да има квалитетно образование и да има добар спорт во државата. Како резултат на тоа, буџетот, како што кажав, годинава е дуплиран во однос на претходната година. Ако ја погледнете, например, 2019 година, за спорт биле одвојувани некаде околу 280 милиони денари, денес имаме буџет за 25 од 1,1 милијарда денари, 1,1 милијарда и 100 милиони денари, што е
повеќе од 3 пати зголемување на буџетот за спорт, што јасно покажува дека и како влада го поддржуваме спортот, но во исто време, нели, јас лично како министер, затоа што пред мене били и други министри, па некако не дозволувале да се одвојуваат толку пари за спортот. Нормално сето тоа треба да биде во насока да имаме навистина резултати и меѓутоа клучно е она, нели, што претходно го разговаравме, кога издвојуваме веќе толку многу пари, треба да знаеме која е крајната цел. Што сакаме да постигнеме? И не случајно, мислам дека ми простат претходно на прашањата, јас и по природа сум провокатор со цел да извлечам од другата страна причини, нели, кога ги поставам прашањата, тоа беше целта, да ми кажат причини да си ги одбранат нивните ставови или барања. Не е причина да кажете вие дека го правиме спортот или инвестираме во спортот за во недела сите од градот да отидат и да гледаат утакмица. Барем за мене не е причина. Може да биде таква ситуација кога ќе имате само приватни спонзори, кога нема државата да биде во позадина, тогаш може да живеете за тоа, да направите организација, односно спортски настан или добар клуб во градот и одете во недела, ракоплескајте, затоа што ви кажа во понеделник реалноста е дека децата треба да се вратат на училиште, не да Боже некој да се разболи, па треба да оди во болница. Значи, се во буџетот има на некој начин трейд-оф. Ако издвоиме пари за едно, ќе нема за друго. И секогаш треба да имаме причина зошто ги издвоивме за едното, а не за другото. Така што во изминативе денови, мајки предвид дека постојано има незадоволни клубови, вие и самите, не знам, еве го и Борко е тука, предпоставам и до него стигаат информации, се некој е незадоволен од начинот како се распределиле парите, не знам, системот на субвенционирање и така натаму. Веќе 2 недели наназад, како Министерство за финансии, размислуваме во насока на тоа да направиме одредени даночни реформи во тој дел, но тоа ќе значи дека делот на директното субвенционирање, вака како што е поставено, ќе треба да го намалиме. Значи, или едно или друго, двете не може. Двете одеднаш не одат, пак ќе кажам. Ние слушнавме преска и примери на земји кои што ни оддалеку не можеме да ги споредиме со нашава земја. И јас сакам да имаме врвен спорт, меѓутоа, пак ќе кажам, клучното е што сакаме да постигнеме. Сега, ќе зборам како не од име како министер за финансии, него како човек кој што долго размислуваше во изминатите години и низ сопствените искуства, сум доаѓала до одредени заклучоци. Например, јас што би сакала сега како министер за финансии, кога би ме прашале да постигнам со целата оваа работа и финансирањето на спортот. Прво, тргнувам од тоа, ги запишуваме децата во школу и прво што ни е желба на сите, нели, е да станат да тренираат некој спорт, да ги одвлечеме од телефоните, од телевизијата, немаат нормално детство како нашето во минатото. И тоа е првата желба. И сега, како родител, сум се соочила со следното. Едното дете тренира ракомет, другото тренира кошарка. Зошто? Затоа што во училиштето кај што учат и двајцата, кога се запишал големиот, во моментот било присутно некој клуб кој што било од областа на ракометен клуб, а сега за малиов нема ракомет, има кошарка. Значи, првиот момент е ограниченост на родителот да допре до спортот што го сака. И сега јас што би сакала? Би сакала во Министерството за образование да се вработат повеќе наставници, професори по физичко, нормално во комуникација со Министерството за спорт, затоа што сметам дека како имаме Министерство за спорт, делот со физичко воспитание треба делумно да се остави на министерот за спорт, а не да го води Министерката за образование. И кога би имале повеќе наставници, тие би биле многу повеќе посветени на децата, па децата ќе дојдат во прво оделение со допир со различни спортови, па може ќе се роди некоја љубов и така натаму. Вториот момент се случува кога ти доаѓаат двете деца, значи, да треба да платиш и спорт, и англиски, и математика, и не знам што, и веќе си го поставуваш прашањето, јас можам да платам, што се случува со децата кои што не можат да платат? Дали е фер? Што е моето дете подобро во однос на било кое друго дете, па да добие тоа услови за да тренира, а другите да не можат? Како резултат на тоа, повторно сум била поборник да се обезбедат средства, да можат
овие дополнително наставници или како ќе се организира, тоа не е веќе моја обврска. Јас размислувам да дадеме повеќе пари на училиштата за она што го зборувавме. Немаме деца кои што се заинтересирани за спорт, да им вродиме желба. Гледате дека родителите комплетно не 100%, меѓутоа 90% од родителите не посветуваат внимание воопшто на децата. И затоа треба образовниот процес да биде тука и наставниците по физичко кои што ќе ги натераат децата и ќе им објаснат дека треба да спортуваат. Тука треба да трошиме пари исто. И тие не се многу големи пари, да се разбереме. Не станува збор, ако зборуваме за превработеност во администрација, така, тогаш дајте да зборуваме, наместо да вработуваме некој што нема кај да седне на некое столче таму во било која канцеларија, дајте да обезбедиме повеќе наставници по физичко, кои што ќе можат да им обезбедат услови, не услови, можност на децата да ги запознаат со спортовите и децата сами да одлучуваат. Па со тек на време, ако некое дете се издвојува, навистина е добро да не се секира родителот дека мора да плати ваму, таму или онаму, туку да има можност преку школа. Сега, кога е веќе подобро, тука повторно треба да стои државата позади, затоа што не сите деца се во иста состојба. Зборам за до оној момент додека веќе клубовите не примаат чланари. Не се повторно зборам, не за сите клубови, не се сите клубови во иста ситуација. Ние знаеме има клубови кои што не наплаќаат чланари, но има и такви кои што наплаќаат. И сега сите деца немаат ист пристап до овие кои што не наплаќаат чланари. И сега почнуваат децата да тренираат и одиме во следна фаза, која што, да речеме, сега на некој начин ја проживуваме. Децата достигнуваат некој ниво, почнуваат да се надпреваруваат, било да е тоа пионери или понатака, и проблемот почнува кога ќе ги видите оние судии во Македонија, зборам, да не се наљути Начевски, не ова за него, во Македонија, кои што, благодарение на маичките кои што ги облекли спонзорството од страна на некој, почнуваат да имаат еден нечесен пристап во судењето. Смешно или не е смешно, факт. Така е. И ги демотивираат сите останати деца, затоа што не е само еден клуб, има еден куп клубови. И сега дека некој плаќа таму спонзорства и овој прима пари, од кога станавме ние во спортот, барем еве претходно зборувавме и јас сум била спортист, кога ни станаа нас парите толку многу пред спортот? Секој треба да заработува и да живее достоинствено, неспорно. Но од кога стана тоа кога ќе помине една екипа, таа е се, затоа што има добар спонзор, и сите останати се веќе во подредена положба. И ај сега тоа што е кај децава што се фрустрират, него и судииве дополнително им прават стресови, вака ќе градиме спортисти. Ова е конкретно, сега можам да зборам за ракометот, бидејќи ракометот го следам. Не следам друго, следам ракомет поради синот и можам да зборувам, јас не сум стручна, околу мене има обично кога одам на надпреварите, ракометарки од времето на Кометал, и нив ги слушам. Не зборам јас, седат до мене. Ако Валентина Радулович не знае што збори, тогаш јас уште помалку. Ама имаме проблеми. Сега вие ги демотивирате децата и може да имате потенцијал во нив, демотивирани се комплетно. Уште пред да излезат на терен, знаат дека ќе изгубат. Внимавајте. Знаат дека ќе изгубат. И дома се бориме со моментот зошто вика, готово, наплатен спис. Вака разговара дете од 14 години. И вие сакате да имате спортисти на 19 и 20 години, не. Тој на 14-15 ќе се откаже. Тука морам да кажам дека со Борко сме имале многу разговори, разбирање имаме комплетно и се трудиме ова да го на некој начин разбиеме и да не дозволиме понатаму да се случува, затоа што сметам дека спортот треба да обезбеди еден фер однос кон сите. Нема фер во спортот, гледаме и тоа што ни се случи кога почна првенството и кога светското, се извинувам, јасно беше, меѓутоа мислам, со нашиве надпреварувачи, како ни почна целата таа работа, видовме колку не е фер. Но, едно да не е фер на 20, 22 години, 25, а друго да не е фер на 15 и 14 години. Спортот, јас колку што се сеќавам на времето, значеше дисциплина пред се. И децата требаше да бидат во исто време преку спортот и дисциплинирани. А ние сега со ова правиме потенцијални криминалци. Извинете, меѓутоа тие се тие што после учествуваат во општеството.
И сега ние наместо и нив да ги насочиме како што треба, ние правиме комплетно погрешни работи. Јас не се залагам за таков спорт и не можам да учествувам, значи, во поддршка финансиска на такво нешто. И затоа зборувам гласно. Сега, ова не е само за Ракометната федерација, ова е за сите. Преска зборувавме за странците. Изреагиравте сите, ама, например, тоа не беше прашање само за ракометот, така, иако денес тема е ракометот. За кошарката некој зборува дека таму речи си да нема македонци во клубовите, а пари се издвојуваат еден тон. Значи, нешто не правиме како што треба во целата ситуација. И затоа, мојата заложба и понатаму ќе биде, разговарав и со Борко, ќе инсистирам. Министерството за спорт има поголемо влијание во Министерството за образование, кога станува збор за физичкото воспитание, спортските сали и така натаму. Останав шокирана од неколку работи што ги слушнав во однос на тоа дека нема спортски сали доволно со димензии за ракомет, кое што искрено не ми беше ни познато, во однос на тоа дека се ладни, е студено и така натаму, го знам преку синот, многу често се враќа дома разболен кога игра надвор од Скопје и тоа е проблем кој што треба да се решава. И верувам дека сега и на Борко, како и на сите нас, првата година буџетот премногу брзо не дојде и не можевме да ги подготвиме сите мерки како што треба, но пак ќе кажам, ова не може да го прави само Министерството за спорт, доколку не се вклучи и Министерството за образование и во исто време градоначалниците, затоа што дел од салите се и во владение, да кажеме, на градоначалниците и тие треба да бидат свесни дека имаат обврски кон тие сали, одржување и така натаму. Значи, да сумирам, во мене секогаш ќе имате сојузник кога станува збор за поддршка на спортот. Тука воопшто да нема никој дилема. Јас тоа гласно го зборувам и на владини седници. И не е спорно. Јас ќе кажам да. Зошто? Еве, вие не знаете, ама јас пак ќе речам да, ќе одвојуваме пари и точно, може би ни треба повеќе за здравство, а спортот не е здравје. Еве, тоа очекував да ми го кажете преска. Спортот не е ли здравје? Нели значи дека децата колку повеќе тренираат ќе бидат поздрави, па сега заради тоа некогаш одиме и на штета на здравството, да, помалку за здравство, повеќе за спорт, градиме здрава нација, така? Значи, има аргументи да го одбраниме ова, очекува вие да го кажете, зашто вие сте тие што учествуваат во ова. Еве, јас го зборувам, јас го брана буџетот на влада, јас морам да имам одговор на секое прашање, но во исто време пак ќе замолам. Со по-фер однос кон сите. И, еве го министерот, доколку има и одредени предлози, пишувајте ги, кажувајте ги, јас секогаш викам, 5 глави подобро мислат отколку една. Некогаш ќе излезе некој предлог кој што нема да го прифатиме 100%, ама ќе биде како некоја основа за некоја нова мерка да се создаде. Значи, разговарајте, комуницирајте во насока да имаме, да речам, што е можно подобри резултати. И она што, за крај само морам исто да го споменам, мора да има поголема сплотеност. Уште од првиот панел забележувам повторно некоја лактање. Ке си го вратите разговорот на првиот панел што се дискутираше, ке се подсетите околу ние тренери, вакво такво едукација, ке ви текне. Значи, не може, ние сега сме тука да направиме заеднички нешто за спортот. Нема овде некој попаметен од некој друг. Сите заедно треба да дадеме резултати, а не сега едниот или другиот. Клубовите што прават со парите од спонзорите е нивна одговорност и нивна политика во рамки на клубот. Оно што се зборува тука, дали треба да едуцираме тренери, што да направиме за да извадиме повеќе млади играчи, тоа треба да биде заеднички договор на сите вас тука, здружено. Ако почнувате од старт, уште не тргна денот што се вика сега ти зошто правиш вака, јас зошто така, пак нема да имаме резултати. Извинете, бев подолга, но морав да си кажам се што вака успеав да забележам додека дискутиравме. И благодариме на министерката Гордана Димитриевска-Кочовска. Повеќе области опфатени, неколку размислувања, сериозни ви се дадени како домашна задача на сите овде присутни, но тоа нема да биде денеска, во продолжение, во перспектива. Треба да се разговара и за начините за финансирање, опциите што постојат повеќе, и за ангажирањето на дополнителни
луѓе во образовниот систем кои што ќе се занимаваат со физичка култура. Но, велам, ова е само на ниво на иницијатива и практично овде разговараме за од овде да произлезат натаму проекти. Гостин овде веќе добро знаете, Борко Ристовски, доаѓате од Ракомет, некако легитимно доаѓа да бидете приврзаник на овој спорт, а веќе за него рековме дека е спорт број 1 во земјава, иако од друга страна функцијата претпоставува да бидете неутрален. Сега јас ве прашувам со оглед на тоа дека веќе се наметна овде такви прашања претходно во текот на денот. Имаме ли ние стратегија како да го подигнеме нивото, да го зголемиме, она што веќе го имаме како постоечко, се занимаваме ли со базата, со создавањето на играчи, на квалитет, начинот како ќе привлекуваме финансиери, како ќе обезбедуваме услови. Значи, да не поставувам премногу прашања, ова ќе биде сериозна лепеза и во прашањето, па потоа ќе бара Борко од тебе и сериозни одговори. Имам прашање нормално и околу инфраструктурата, и околу партнерствата со салите. Сето тоа е дел кој што бара од тебе нели полн ангажман, во овој случај сега и едно размислување овде на оваа средба. Значи, сега конкретно прашање е кое? Сега конкретното прашање од име, имаме ли стратегија како Ракометот да го одржиме број 1? Ќе одиме дел по дел. Добро, најпред благодарам за поканата за денешна панел дискусија. Поздрав до сите присутни. Она што можам да го кажам е да констатираме дека спортот, Ракометот е спорт број 1 во Македонија. И тоа е дефинитивно така. Ние во Министерството и донесовме одлука да го прогласиме Ракометот како национален спорт број 1. Имавме приговори од повеќе федерации, меѓутоа многу лесно е да одбраните нешто затоа што има резултати. Моите одговори се многу едноставни, тоа е дека скоро сите генерации во спортот и во Ракометот се пласирани на големи надпреварувања и така изминативе 10 години, додека во другите спортови не е случај и логично е најголемиот број средства да се доделуваат на Ракометот. Нормално, секој спорт си има свои приговори, свои објаснувања, свои забелешки и така натаму, каже и министерката. Природно е да никој тука не се сложи со мене, кој што е природно и да сите имаме различни гледања за една работа. Така да тоа е делот кој што јас го кажав и многу лесно се одговарам на такви, да ги наречам, обвинувања. Мене ме обвинуваат дека често само Ракометот постол за мене. И тоа е мојот одговор на тој дел. Стратегија во моментов колективна како министерство имаме. Меѓутоа, каже министерката, премногу рано ни дојде буџетот, затоа што со ребалансот може да потврди министерката по доаѓањето на власт и по прењето на министерството буџет за субвенција во спортот немаше. 0 денари имаше за така наречени ваучери. Ние со ребалансот обезбедивме 550 милиони денари, што само по себе огромен плюс со самото обезбедување на тие средства. Распределбата затоа што каснеше една година, немавте земено субвенции, па каснеше една година, веќе поминува и втората година и ние не можеме да даваме 2 години назад субвенции, што значи дека дававме за 2023 субвенции и сега повторно ќе даваме пак за 2023, затоа што не може 2 години назад, што значи дека во една сезона 2 пати ќе добиете средства. Повторно највеќе средства ќе добие Ракометот. Така да стратегија мора да има, меѓутоа мора да има со федерацијата. Ние веќе почнавме, имавме едни такви состаноци со Одбокарската федерација на Македонија. Се договоривме да направиме заедничка стратегија во која што државата ќе вложува во 2 клуба. Тоа е за развој, кои што ќе служат сите младински и кадетски репрезентативци во машки и во женска, накратко само да објаснам, да се соберат во тие 2 или 3 клуба кои што ќе одлучат они да бидат и да државата одвојува малце повеќе средства за тие клубови, да дечињата учествуваат во лигата, значи да ги доведете, да се доведете, има тука многу тренери знаат за што зборувам, ја не сум некој стручнак нели од тренерските води, меѓутоа да доведете вие младинци и кадети да се надпреваруваат со сениори е сериозен исчекор во развојот на тие дечиња, покрај тоа што ќе тренираат, ќе се надпреваруваат и во сениорска конкуренција или ако се кадети во младинска, нормално.
Така да ќе ги финансираме и останатите првите 3 успешни, да речам, клубови во одбојката, така да ќе има некоја база каде што 2 до 3 клуба ќе ги соберат сите целиот квалитет младински, кадетски што постои и ќе се дисперзира во тие 2-3 клуба, ќе има солиден тренер, ќе има солидни средства на располагање од државата нормално и така да направиме да во моментов, не знам дали знаете, меѓутоа најмасовен женски спорт во Македонија е одбојката. Не е ни ракомет, ни фудбал, ништо, е најмасовен спорт во Македонија е женската одбојка. И мора сигурно да се обрне внимание тој да се даде заслуга зашто е тоа така и да се проба да се помогне да одбојката женска повторно ја вратиме, не само да биде најмасовно, меѓутоа и да пробаме да се пласираме на некое големо надпреварење, што е огромен плюс за нас како држава. Така да таква стратегија ќе направиме и со ракометната федерација, веќе имавме разговори и со фудбалската федерација, нешто слично ќе направиме, и со кошаркарската ќе направиме за брзо време, така да тоа е некоја стратегија во која што мора да се движиме, затоа што верувате министерката е сведок и заедно работиме и она е еден од најголемите поддржувачи на спортот во владата, да секојаш се бориме за повеќе средства да добие спортот. Меѓутоа, на овој начин потрошени средства, апсолутно никаков бенефит нема спортот. Не напредуваме. Значи, нити имаме подобрување, ракометот остана да држи некоја константа, меѓутоа спортот генерално ни оди во надолна линија. Нити имаме нови деца во кошарка, нити има репрезентативци, нити во фудбал не одиме напред, нити во одбојка одиме напред, што значи дека, добро кажи министерка, нешто правиме лошо и мора да се смени. Инаку, ако продолжиме да финансираме, има една позната реченица, како до сега, и резултатите ги видат како до сега. Многу логично, не може да очекува да финансират исто, резултати видат други. Така да, мора да направиме, ние сме спремни, имаме поддршка од владата за се што треба да го направиме, меѓутоа пак е повторно треба тоа да биде направено плански, во соработка со федерациите поединечно, во соработка со спортот, генерално и да сите заедно кажеме мислење, да даеме размислување. Ние нити сме најпаметни, нити сакаме да се представиме како најпаметни, меѓутоа мора да има дискусија, да се развие дискусија за да нормално заедно излечиме заклучоци кои што се во интерес на спортот. Јас сега ја насочувам дискусијата кон инфраструктурата. Ајде. Следното прашање да, може сигурно. Затоа што и овде веќе чувме дека дел од луѓето што работат во ракометот, сега се држиме само до ракометот, имаат проблеми со терени, со сали кои што не се според димензиите на тој спорт. Не само што не се... Повели Виктор. Како вовед во ова, напрво да ви се заблагодарам, ми е исклучително важно што сте тука, министр. Тоа значи дека прво дека оваа идеја е правилна и точна и тоа значи дека сите овие дискусии ќе стигнат на вистинската адреса во владата на Македонија, во министерствата, во федерацијата, во клубовите. Цел ден ни провеува темата на проблемот со инфраструктурата и јас малку се занимава статистика, тоа ми е слабост и неколку само податоци. Во Македонија вкупно има 42 клуба. Верували или не, само 42 клуба. Вкупно Суперлига мажи, Суперлига жени, Прва лига мажи. Некој на улица да го прашате ќе ви каже сигурно 100 и нешто. Може би 200, некој по неупатен. Македонија има само 42 клуба. Што е уште пофрапантно? Ако се поведеме по примерот на Euroform Пелистер, кој што има 6 младински екипи, 2 сениорски и школа, нив една сала не им е доволна. Во Македонија со 42 екипи, верували или не, ова се официјални податоци од Ракометната федерација, не сум ги собирал на Википедија или на Google, значи се официјални, постојат само 33 сали кои што ги исполнуваат условите за надпревар и за тренинг. Па не знам дали е точна констатацијата за салите кои исполнуваат за ракомет. Извор Ракометна федерација на Македонија. Не е точна информацијата, не е точна. Има многу повеќе. Она што сам да го кажеме дека да се надоврзам на темата и на правецот кој што кажав и претходно. Значи ние може да вложуваме средства колку и да одобриме од владата, меѓутоа не можеме да очекуваме некакви резултати затоа што нема никаква инфраструктура. Значи
Вие знаете, тука сите знаеме, 90% од вашите сали се ладни. Кога се ладни салите, не може ништо друго да се направи, освен да се молите само да помине тренингот што побрзо и тие 4 месеци да бидат изгубени. А 4 месеци без се многу развој на еден спортист и на ракомето конкретно. Затоа јас уште од самиот старт почнав со решавање на дел од тие проблеми во рамките на можностите кои што имавме на почетокот. Знае министерката, ние за рекордно број на време остваривме доста капитални инвестиции кои што беа реализирани, почнати во брз рок и завршени во брз рок. Значи, ја исконструиравме спортската сала во Радовиш комплетно. Доставивме и инфраструктура за нејзино грејење, што значи дека има соларни панели и тие соларни панели ќе бидат набрзо поврзани со тајфуни и салата ќе има грејење, што значи дека комплетно ја изреновиравме и сум изненаден од тоа колку квалитетно е направена таа сала, затоа што паркетот на таа сала не е обичен паркет и ние се трудиме да сите оние сали кои што ги правиме и реконструираме да бидат квалитетно направени. Таа сала е, мислам, подот ист како во НБА, што значи дека не е тоа било каков паркет спортски или под кој што го ставивме таму, значи квалитетно направена. Почнавме со реконструкција на спортската сала во Расадник, кој што ќе заврши, се надевам, до октомври, во зависност од временските услови, малце снегот се не знезна. Меѓутоа до октомври се надевам дека ќе заврши. Отпочнавме, сега отпочнуваме изградба на 3 нови спортски сали. Тоа е едниот е до самата Јане Сандански сала, ќе почне нова сала да се прави. Разговараме со Раковната федерација тоа да биде јавно-приватно партнерство, за заедно ја направиме таа сала. Ако има услови, ако нема услови, ние ќе ја направиме таа сала сами. Уште една нова сала во склоп на Војната академија во аеродром. Малце чудно Војна академија, меѓутоа тоа има малце дупли бенефити. Министерката ми приговараше малце за тоа, зашто ја правам таа сала во Војна академија, меѓутоа од повеќе причини. Една од причините тоа е дека не мора да знаете сите, нити можеби министерка не го знае тоа, кога се гради во склоп на приватно земјиште на војската, најбрзо не треба дозволи за градба, не треба ништо, што значи дека ќе добиеме најбрзо одобрение за градба и ќе почнеме најбрзо таа сала да ја правиме. Ќе биде во склопот на Војната академија, ќе користат питомците, меѓутоа наспроти Војната академија има школа, ќе ја користи школото, ќе биде отворена, таков ни е договорот со војската и со Министерството за одбрана, да биде отворена и за клубови, што значи дека ќе можат и клубови да тренираат таму, што значи дека Војната академија и питомците ќе можат да ја користат само 2 до 3 термини во неделата, а сите останати термини ќе бидат и на клубовите на располагање, и на школото на располагање, и на, што јас го кажувам тоа често, јавното добро, што мислам дека е еден голем бенефит за таа населба, додека третата сала ќе се гради во Струмица, така да почнуваме да не секаде из Македонија. Во план ние да во втората половина на годината почнеме сала за боречки вештини, олимписка сала за боречки вештини во општина Бутел, затоа што имаме олимпиец во теквондо. Така да планираме доста да инвестираме во инфраструктура, затоа што ја исто така верувам дека не може апсолутно ништо да се бара, никакви резултати или било каков напред доколку се нема основна инфраструктура за функционирање. Сите овие сали спортски ќе бидат со соларни панели и доколку нема можност за грејење со парно локално, ќе бидат со соларни панели, ќе се стават телефони, ќе се приклучат и ќе бидат комплетно ставени во функција, така да работиме на тој план. Не е само да направите сала, треба да уште потешко е да се одржува. Работиме и на тоа да направиме и еден оддел во Министерство за спорт, кој што ние ги стопанисуваме нашите спортски сали, баш сега разговаравме кога со министерката, да ние ги стопанисуваме тие спортски сали или да ги даваме на федерации кои што имаат капацитет да ги стопанисуваат правилно, и да така да заедно бидеме партнери во тој развој на спортот, затоа што вака истураме средства кои што се огромни, околу 20 милиони евра, а бенефит нема освен што клубовите, федерациите тековно си работат со низ сезоната. Друг бенефит генерален за спортот не гледаме од тоа. И треба да се стави акцент на, како што кажав, и повеќе инфраструктура, вложување во јавното добро. За мене јавното добро е да секој оној кој што ќе
ја добие салата на стопанисување доколку има таков, да има општествена одговорност или да биде општествено одговорена, тоа значи дека секој оној кој што ќе посака клуб да тренира во таа спортска сала до одреден да речеме до 15 до 16 часот да биде бесплатно за сите ракометни школи, спортски школи, кошаркарски какви да се, меѓутоа да биде бесплатно, а после 16 часот нека си нормално е да се стопанисува со неа и да има и тој финансиски бенефит заради нормално не може да стопанисува некој со салата без финансиски бенефит. Меѓутоа јавното добро и доброто на спортот и на децата мора да биде приоритет. Така да и во тој дел ќе обрнеме внимание и нормално оваа година сериозно е буџетот под притисок, затоа и сме вака скромни со инфраструктурава, меѓутоа ќе се потрудиме за наредната да што е можно повеќе инвестираме во инфраструктура. Благодарам, Борко Ристовски. Имавме уште неколку прашања за него, меѓутоа ќе се развие дискусија, ќе имаме можност. Виктор Христоски веќе учествуваше во еден дел во овој панел, така, зеде збори, достави информации. Интересен е моментот, имаме министер за финансии, имаме министер за спорт, а сепак Виктор Христоски од негов аспект, од она што го следи и го владе, ќе се осврне на повеќето столбови на финансирање нас не интересира во конкретниот случај само ракометот, иако се тоа претпоставам утре може да се пресликува на други локации во други спортови. Како со тие столбови на финансирање функционираат екипите, Виктори? Дали е тоа задоволувачко за оваа држава? Ти благодарам, Перо. Пред да ја кажам мојата визија за тој модел на 4 столба на финансирање, само уште малку не да реплицирам, него да додадам тоа што го говореше министерката околу и министерот околу влогот во спортот, дека е влог во иднина. Извадив уште една мала статистика. Според пописот во 2021 во Република Македонија имало 326.733 малолетници. Според статистиката од Ракометна федерација имаме регистрирано 5.284 ракометарчиња на возраст од 14 до 18 години. Тоа е 1,6% од популацијата. Ако на овие 1,6% искарикираме и ги додадеме уште 2% фудбал, 2% кошарка и неколку посто индивидуални спортови. Ете одбојка женска. Не верувам дека ќе стигнеме до 10% од младината која спортува малку по... Многу е голема бројката за 14 до 18, тврдам дека се помалку. Може, уште полошо. 5000 и кусур од 5284. Шанси нема. Нема шанси. Во ред. Ако е помала, е уште по-трагично. Тука доаѓаме... Школите не се ставени, сигурно. Во ред. Се само регистрирани. Да, во ред. Се откажуваат во тој период најмногу. Токму во тој поразителен процент на млади кои што се занимаваат со спорт. Да, јас овие податоци ги имам од федерација, не ми се измислени. Токму во тој мал поразителен процент, јас ја гледам улогата на државата, улогата на владата во формирање на таа национална стратегија, затоа што токму тие млади луѓе за 5, 10, 15 години ќе треба да ја водат оваа држава. Затоа верувам дека инвестицијата во спорт е инвестиција во иднина на Република Македонија. Ако пак еден сличен, уште овој податок, па после ќе одговорам Перо на твоето прашање, ако во Македонија има вкупно регистрирано 8148 ракометари со лиценца од РФМ, еве ја земам за пример Франција, министерката ќе ми се налути, пошто е развиена империалистичка земја, не можеме да се споредуваме со неа. Процентот, така е. Кај нас зафатот на ракометари од вкупната популација е 0,45%, во Франција е 0,86%. Или кога ние би биле развиени малку подобро, би требало да имаме повеќе од 15.000 ракометари во овој момент кои што се надпреваруваат и во тој случај кога ќе излеземе на светско против Франција, ако изгубиме, ќе кажеме дека не бива. Значи нешто не правиме како што треба. Околу
Значи, мачејќи се низ годиниве како некако од страна, ниту сум ракометар, ниту сум новинар, ниту сум спортиста, ниту сум политичар, некако како можам да помогнем на спортот, на ракометот кој што ме обседна безмалку изминативе години, постојано наоѓав, барав модели како би можело. И еве, низ соработка со РК Аеродром се обидуваме да направиме еден модел од 4 столба на финансирање, доколку е тоа возможно. Првиот столб е државата. Значи државата финансира во спорт. Вториот столб е општината. Општината инвестира во инфраструктура, му овозможува на клубот услови за да работи. Третиот столб е самиот клуб, кој што Третиот столб е самиот клуб, значи тој со својот маркетинг програма привлекува луѓе, ако е мал клуб наплаќа чланарина, ако е голем клуб продава дресови, продава авторски права од пренос, продава билети за Лига на шампиони. И четвртиот клуб се спонзорите. Во четвртиот столб. Четвртиот столб е прашањето за министерката, иако таа веќе напомна дека се работи на тоа. Во еден период во Македонија постоеше можност фирмите да помагаат, да спонзорираат и за тоа да имаат одредена или бенефиција и ослободување. Во моментов, доколку некоја фирма спонзорира, таа е должна да плати персонален данок. Тие ми се... тука имаме еден момент клучен, а тоа е дека кога ќе се тропне било кој спортски директор, кога ќе тропне на врата на некоја фирма сериозна, тоа е страшно, опасно. Инвестирање во спорт е матно, пола пари ќе се враќаат назад. Зашто така беше постојан системот? Тука ми е мене иницијативата дека мора владата, дека мора министерствата, финансии, спорт, федерацијата, значи да најде модел. Немаме многу клубови, 40 клуба, лесно може да се мониторираат кој ќе им даде пари, како ќе ги потрошат, меѓутоа тие компании да добијат одредена сатисфакција, одредено олеснување при спонзорирањето. А зашто спонзорирање во четврти столб, а не е први? Случајен редослед. Затоа што е најлесно прво државата. Не, ме интересираше, јас можам ќе прашав и на Франција, таму кај што се 0,80, како е редослед? Само да кажам, иначе знаете дека во наше окружување нити една држава не финансира директно во спортот. Македонија е единствена држава која ќе инвестира во спорт директно. Србија 0, Хрватска 0, Словенија 0. Државата директно во спортот. Не си оправо Југо. Директно, да. А сега јас кажувам директно. И во Србија државата во 2 клуба инвестира, во Партизан и во Звезда. Ама во 2 клуба, така? За модалитетите на помош на клубовите може да зборуваме, може да користиме искуства и така натаму. Ги чувте Борко Ристовски, Гордана Димитриевска-Кочовска и Виктор Христоски. Повелете, со оглед на тоа како ни е замислено и како цел денова трае, имаме прашања. Повелете, трет, микрофонот. Повелете. Благодарам, Зорица Блажевска, ракометен клуб Металург. Ви благодарам само ракомет на поканата и за ова исклучителна можност, само продолжите. Почитувана министерка Кочовска, министар Ристовски, ви благодарам за присуството и за можноста да ви поставиме некои прашања и да ве запознаеме со некои наши проблеми. Почитувана министерка, вашето присуство целодневно тука ми даде многу голема надеж и вашата конструктивна дискусија дека може многу да се направи во соработка со Министерството за спорт. И се надевам дека и понатаму ќе бидете присутна и ќе имаме можност да го следите напредокот од внатре, односно од страна на клубовите. Прво за почитуваниот министер Ристовски, секоја почит и поздравување за изградбата на новите сали. Моето прашање е како да се подобри менаџирањето со постоечките сали. Конкретно во нашата општина ние веќе имаме 2 сали, Наум Наумовски и Крстен Мисирков, меѓутоа поради веројатно лошото менаџирање на господинот Стевковски, не го нарекувам градоначалник, затоа што градоначалник е татко на општината. Тој не се постави така за нас како спортски клуб и хировите на директорите кои што кога сакат ги издават, кога сакат не ги издаваат спортските сали. Исто така спортскиот центар Борис Трајковски, од каде
тоа право и дрскост да се наплаќа еден надпревар 400.000 денари. Тоа се спортски објекти кои што треба да служат за доброто на сите клубови, не само за концерти и слични намени. Што е со јавното предпријатие за стопанисување со спортски објекти, дали тоа може некако да воскресне и малку подобро да се менаџира. Во овој момент 52 девојчина на ЖРК Металург поради немање простор каде да тренираат кога ќе се соберат во 14 часот на ручек, значи во време кога треба да се во школа, не плаќаат членарина, тоа морам да ви кажам, никогаш не плаќале, ние сами ги спонзорираме, тренираат на бетонот кај мајчин дом. Одговараш или да подсетувам само? Првото беше Крстен Мисирков и Наумовски Борче, тоа е општина Газибаба. Значи, дел од тие сали се општински, се под образование, не се под никакви ингеренции на Министерството за спорт. Меѓутоа, констатацијата е добра и со сите договори кои што ги има склучено поранешната Агенција за млади и спорт и Агенцијата за стопанисување на спортски објекти со издавање на тие спортски сали, ние веќе раскинавме 3 договори. Во Прилеп салата ја раскинавме договорот, ќе му биде одземена салата, ќе ја реконструираме и ќе ја стопанисуваме или ние или ќе најдеме некој кој што ќе ја стопанисува. Исто така во Прилеп Пито Гули го раскинавме договорот на не знам, на 30 години го имаше земено, исто и тоа ќе биде под нас. Кале спортскиот комплекс кој што беше даден на 30 години за 270 евра. Земен беше спортскиот центар Кале даден на Не, тие тоа се салите две посебно. Јас зборам за целиот комплекс. Беше даден на Лизгачка федерација на Македонија за 270 евра месечно, а внатре има кири за 3000 евра. Така да ние го раскинавме тој договор, не го раскинавме, ја повикавме председателката на состанок и учтиво замоливме да ги врати, да го раскине договорот. Сама се сложивме заедно, тој договор се раскина, тоа веќе е повторно во собственост на државата и сега го ставаме како информација на влада да го земеме под Министерство за спорт, за да не дојде пак до некоја си малверзација, да некој му текне да го даде на некого и да најдеме инвеститори и да тамо се направи една спортска сала, лизгалиште повторно и да се направи тамо еден спортски комплекс кој што стварно на Македонија треба, така да тоа е оно што можам да го кажем и со сите оние сали кои што гледаме дека договорите се штетни по државата, ќе ги раскинуваме договорите и ќе ги зимаме да ги реконструираме во рамки на нашите можности, временски зборувам, и пак ќе повторам доколку не најдеме некој кој што ќе ги стопанисува квалитетен човек, ќе ги стопанисува Министерство за спорт и ќе пробаме да ставиме некаков си ред. Инаку едно од забелешките на Државна комисија за спречување корупција на Агенцијата за млади спорт и на поранешниот директор е токму тоа, воопшто немањето регистар на спортски објекти, што за мене е нелогично. Ние сега го правиме и тој спортски регистар, кај што ќе ги ставиме сите спортски објекти, ќе ги класифицираме, затоа што има објекти кои што се од национален интерес, има објекти кои што од локален интерес и да ги класифицираме во две групи и да видиме што ќе стопанисува државата, што ќе стопанисува дали дел од локалната самоуправа, дел ќе ги даеме на користење на квалитетни луѓе. Исто морам да кажем и да напоменам, да не заборавам, со спортската сала во Прилеп, Тутовски комбинат. Многу сме близко до наоѓање решение за тоа. Таа спортска сала е отидена под под некој јавно предпријатие за изградба, како се викаше она? Стамбени деловен простор. И требаше јас да ја побарам од нив да дојде кај мене, па да ја дадам да ја дадам. Ама јас направив со компанијата состанок од Прилеп, не знам како се вика, квалитетна е жената, мислам фирма е Конфи Ангел. Имавме состаноци 2, ги споивме директно со директорот, долговите кои што ги има дел од салата да си ги превзема, да ја реконструираат салата, да им биде даена на користење и мислам дека за многу брзо ќе се реши тој проблем, така да онаму кој што може да одиме чекор по чекор, тие сали кои што не се под моја ингеренција, не можам да направам ништо, кој што каже министерка, сега ја дури и реконструирам дел од игралишта кои што се под
училиштата, затоа што таму има школи фудбалски и одбојкарски и ракометни кои што тренираат на отворено, а не се под мене, меѓутоа се во интерес, како што кажа, и на спортот, на младите, на јавното добро, така да она што можеме да го правиме со време, го правиме, тоа што треба време, преку ноќ не може ништо, меѓутоа дека работиме на тоа, работиме и не оставаме да пропаѓаат нити салите, па нити уште помалку да нешто стои, затоа што официјално не е под мене, него е под Министерство за образование. Второто прашање на Зорица беше 400.000 денари во Борис Трајковски. Видете, точно е дека секој директор кога ќе се постави, тој е директор поставен од владата, не е од Министерството, меѓутоа констатацијата е на место. Мислам дека се прави да спортот се бават со спортот само ајде да кажам успешни компании, успешни клубови, а не за општо добро. Јас ќе разговарам и со министерката понатаму и со премиерот на оваа тема да видиме да најдеме решение, затоа што тоа сепак е државен објект. Ја го разбирам и директор дека он мора да работи за таа сала биде профитабилна и профитна, меѓутоа од друга страна треба да се знае дека има нешто поважно од тоа да таа сала биде профитна, тоа е јавното добро и можности и давањето шанса на секој оној кој што сака да се бави со спорт. Благодарам. Зорица, ќе се задоволиш со овие два одговори од 4 прашања колку што ги запишав. Имаме ли уште некоја прашање? Повелете. 4 ред. Благодарам. Голем поздрав до министрот и до министерката за денешниот ден. Едно прашање, министре, до вас, дали Министерството за спорт има, да кажеме, дали размислува некои средства да вложи во Куманово за доизградбата на нашата спортска сала, пошто гледаме дека стои во место, мислам дека многу малку треба нешто да се вложи во незе. Исто така не ќе да влегувам во, пошто рековте самите дека другите спортски сали се под надлежност на Министерството за образование. Имаме, да кажеме, уште некои сали кои треба да се вложат, меѓутоа главнава работа, чисто информација од вас за нас. Благодарам. Благодарам на прашањето. Спортската сала во Куманово мислам дека е при крај. Она што таму недостасува машинството. Мене ми се градоначалникот на Куманово да ми побара помош, да му помогнам. Меѓутоа Пари сакаш да кажеш ти побара. ми побара да му помогнам, меѓутоа стварно средствата се огромни кои што ги побара. За машинство ми побара околу 60 милиони денари. Што за тие 60 милиони јас ги немам во буџет, ќе треба да се јавам кај министерката, така да го упатив да се јави кај премиерот и доколку добиеме дозвола од премиерот, мислам дека нема никаков проблем, тоа јас тие средства за таа намена ги немам таму, така да тоа е мојот одговор на тоа прашање. Им благодариме на Борко Ристовски, на Гордана Димитриевска-Кочовска и на Виктор Христовски Предсе. Доаѓаме Стефче. Повели Стефче. Завршна прашање, последно прашање Стефче Ствановски. Баш завршено. Добро. И баш и за министерката поздрав голем и до Борко. Вака, јас ќе ви поставам некој на почеток кога ќе ви кажам, ќе мислите дека е надвор од темата, ама не е надвор. Имаше разговори порано и мислам јас со Борко разговаравме еднаш околу заслужена спортска пензија. Зошто сега јас да го поврзам со овој панел сега? Го зборувам, не е одличен аспект, него друго. Кога зборуваме за тоа, за заслужни спортисти, зборам воопшто, на Македонија, за спортска пензија. Сега доаѓаме во ситуација на почеток, кога разговараме, кога убедуваме некој дете да дојде да игра ракомет в нашиот спорт. И тоа дете го убедуваме, ајде почнува да размислува да игра, и доаѓа родителот вели, знаеш, Петре Митревски беше врвен на коментар, знаеш кај е сега? На улица. И како е мотивацијата на тоа дете, како да го мотивираме, како државата се грижи за тие што дале, што стоеле под химната и знамето толку години и толку време пролеале, толку пот и работа и труд, и нормално во најубавите години нормално се знае колку е спортскиот век трае, и наеднаш се останува на улица или не знам како. Во меѓувреме професионалниот однос или било што не му дозволило да заврши факултет или нешто, и која е тука грижата на државата за таквите. Само толку конкретно. Благодарам. Благодарам, Стефче. Министерка.
Јас мислам дека и во програмата за избори ние имавме околу спортските пензии и тоа го решаваме. Ама јас ќе завршам со прашање до вас на кое што не е конкретно до вас, до сите, и да си го размислувате. Значи, ние тоа го решаваме. Пак ќе кажам, го имавме ставено и во програма и тоа ќе го решиме за сите. Сите што биле врвни спортисти. Меѓутоа, прашајте се како го решава една Германија, Франција и повеќе, мислам, не треба да ми одговарате мене ништо, прашајте се како е во Европа и во светот. Може А во тие 5 години колку плаќаш на државата? Во тие 5 години колку плаќаш на државата? На име даноци, здравствено, социјално. Не, ама клубот плаќа се, играчот си добива нето, ама... За тоа зборам, многу работи се на криво поставени, се согласувам и токму од таа причина, кога разговаравме, рековме ќе дадеме спортска пензија, меѓутоа ова мора исто да го решаваме. Сега, за да го решиме ова, треба да тргнеме првино од тоа да ги стабилизираме клубовите, тие не може да преживеат, а не па да им речеш уште да ги пријавуваат играчите. Благодарам. Однос Борко Павле. Однос на ова ние правиме и спремаме измени на закон. Не се конкретно за вашиот случај, меѓутоа се и сакам да најавам дека тоа, каже министерката, го најавивме во предизборието, дека ќе го направиме и ја многу често се стојам на зборот. Така да правиме измени и сите оние кои што имаат специјални заслуги во спортот, ќе си ги добијат своите пензии. Во прв случај мислам на бившите ракометарки на Кометал Ѓорче Петров, кои ќе ја добијат државната пензија која што ја заслужуваат, не знам од кои причини до сега не ја добиле. Тоа е едно техничко прашање, ќе го наречам, со измена на закон, кој што има и финансиски импликации, нормално. Меѓутоа е техничко прашање, доколку некој сакал навистина го направи, можел да го направи. Во прв план тие ќе си ги добијат своите пензии, делот, не знам, двајца тројца има од ракометарите на Вардар, не знам кој освоиле, и ќе направиме нова систематизација и нови критериуми кои треба да добијат државна помош, затоа што критериумите се дел од луѓето кои што добиваат помош од државата има премногу, не сте свесни, меѓутоа највеќе луѓе добиваат државна пензија шахисти. Мене ми е тоа малце со цела почит кон шахот, меѓутоа мене малце ми е тоа нелогично, затоа што има посебна шаховска олимпијада и таа се рачуна као исто као да се одите на олимпијада и така натаму, не е важно. Треба да ги измениме критериумите и да се донесат вистински критериуми, овие се постојат од правењето на агенцијата, така да ќе направиме и во тој дел измени, работиме и на тоа, меѓутоа верувате за 8 месеци толку многу хаварија е останато да не можеме да менуваме многу. Инаку апропо заборив да кажам, и во Битола ќе се гради спортски комплекс, тоа заборив да го кажам. И во Битола ќе се гради спортски комплекс, исто и во општина Газибава, меѓутоа од влада. Со проект од локална самоуправа. Така да за овие Благодариме. Начевски побаравте збор, повелете. Да, побарав збор во контекст на Борко веќе спомна за измените во законот за други, бидејќи ние веќе имаме 4 олимпијади, меѓутоа ние никогаш не се сметаме за спортисти, туку за спортски работници. Верувам дека сега тоа ќе биде изменето и дека конечно ќе си добиеме и ние тоа што сме заслужиле за државата. А во контекст на министерката комуницираме и полемизираме цел ден денеска, во контекст на судиите и на тоа Франција и Германија. Само за илустрација ќе кажам дека Франција има регистрирани 20.000 суди, Германија има регистрирани 50.000 суди, за да имаат два меѓународни парови и едните и другите, а ние со 60 суди вкупно имаме 7 меѓународни парови, уште 3 чекаат да бидат. Значи, самото тоа покажува дека сме работеле, ќе работиме и ќе работиме за да имаме подобри суди. А преска слушнав една констатација дека децата биле исплашени и дека нашите млади суди местеле утакмици, не дај Боже, и така натаму. Не реков за ова, него глобално. Да, него сакам да кажам дека исто како што и младите играчи учат да судат, да играат, така и нашите млади суди учат да судат на токму на тие млади надпревари. Ние имаме
проблемот кај нас во државата е што сите све знаеме и дека нашите родители, тренери, играчи знаат многу повеќе од судиите. Имав ја еден предлог и сега ќе го и вчера го споменавме, имено тренерите треба да додат на дообука за правила, бидејќи 90% за жал не ги знаат правилата. Благодарам. Убавно. Не велам. Канам, ајде да изгледаме, зашто јас сум човек кој Значи, збори со факти. со факти Да ги видиме се со маичките сложи. спонзорирани, да ги видиме судиите. Значи тоа не зависи со спонзорираните маички од нас, тоа е до председателот на федерација. Канам да изгледаме биотакмици. Ќе ми биде чест и задоволство и ќе изгледаме. И благодарам, а многу често судиме и ние како светски суди, судиме токму на тие младински надпревари, се со цел да биде како што треба. Инаку Ви благодарим. и судиите ќе влезат во измените, така да и Ви благодариме на сите. Завршница е со оглед на тоа дека дел од вас се тука од почеток. Дел се приклучија подоцна. Ќе го искористиме Горан Ѓоргоновски кој што е тука. Ве молам микрофонот ако може во првиот ред. Да направиме краток сублимат на сето она што го содржеше овој ден низ трите панел дискусии. Минута, минута и пол, две и се разделуваме. Ви благодарам. Се извинувам че користам малку асистенција. Уште еднаш благодарност за луѓето кои што одвоја време. Навистина јас сум изненаден и од запознаеноста на конкретно на министерката, затоа што не е нејзин ресор. Значи се согласивме дека треба да имаме повеќе деца во сали, зборам за ракометот. Се согласивме дека треба да го омасовиме, иако можеме да дискутираме за начинот на тоа како ќе го омасовиме ракометот. Се согласивме дека треба да го промовираме, особено клубовите кои што значат нешто во Македонија, дека треба да го промовираат ракометот малку повеќе, да внимаваат и да инвестираат во таа промоција и во тој маркетинг. Ние ќе ги донесеме децата и ги носиме дел од нив во сала. Сега треба да разговараме во иднина и како да ги задржиме тука, имајќи предвид нивните навики на денешницата, значи на тоа како да го направиме да биде атрактивен ракометот, без да разговараме со нив и со нивните родители дали тие некојаш ќе бидат врвни спортисти. Значи основно и во мојот проект и нашата парола е дека ние не произведуваме репрезентативци. Значи, ние сакаме децата да бидат во спорт до 16 години, после тоа има талент, ќе го надгради, сака да работи, сака да се труди и така натаму. Значи, мора Националната федерација да размислува во иднина, да го спушти критериумот на лигата, односно возраста на одигрување на надпревари во младинските лиги. Треба да се размислува, еве јас од ова позиција ќе го понудам и мојот проект како ракомет за секој дете, кој што е независен, кој што не е врзан за клуб, да биде една почетна точка за онај мини ракомет кој што ние веќе го имаме во нашето портфолио, да го расшириме на цела Македонија. Значи треба да ги задржиме преку одигрување надпревари со цел анимација на истите. Разговаравме за едукација на тренери. Значи, кој треба да ги едуцира тренерите? Јас на министерката и во првиот панел и предочив дека тоа е задача на Матичната федерација и стојам на тоа дека Матичната федерација мора да најде начин да донесе тренери од надвор, без да ги потценам домашните тренери, да донесе тука, за да можеме што повеќе тренери да едуцираме тука, а не да изнесеме дел тренери надвор за тие да се едуцираат, него да имаме. Затоа што имаме клубови кои не можат да си дозволат ни финансиски додат надвор, а нема ниту комуникација со луѓе кои што од развиени земји ракометно да можат. Така да во вториот панел во голема мера падна разговор за системот на надпреварување. Исто тука е Националната федерација таа која што треба да се размисли и во секој случај не треба да се брза, и ако се смени системот, знаеме како се менува системот, не од денес за утре. Стана голем дел разговор дека она вечна дилема странци и македонски играчи, да бидеме реални, без странци ние нема да имаме ваков квалитет, без квалитет ние нема да имаме ваков интерес. Без ваков интерес ние нема да имаме повеќе деца во школите, во никој случај, без разлика што Вардар направил успех со такви играчи и со странци, но заради тој Вардар многу влегоја деца во сала. И сега некои од нив се повеќе или помалку успешни.
Така да таа дилема треба да ја држиме за странски, можеби треба да се размисли за бројот на странци во домашно првенство за давање шанса на македонските играчи. Сега, многу исто така, во овој дел сакам да завршам дека финансирањето на државата треба во секој случај да има една визија, дали сакаме ние аматерски спорт или сакаме професионален или сакаме комбинација, затоа што ние ако имаме аматерски спорт, децата тешко ќе создаваат идоли. Ако имаме професионален спорт, но со многу странци, повторно државата тука не го гледа бенефитот на македончината, зборам, не бенефитот на промоцијата на државата. Така да не е едноставно да се најде модус, треба да сите, како што рече министерката, да размислуваме за повеќе луѓе, да се вклучиме сите, без некаков антагонизам, без суети, без ега овде, кој што и да прави добро, во која било сегмент од ракометот или спортот, сега тука сме за ракометот, треба да бидеме вклучени. Значи, многу ми е драго што ова што го слушнав за зголемување на буџетот, се надевам дека ќе се реализира, се надевам дека овие проекти кои што како спортски сали почнаа да се градат, се надевам дека до министерот ќе стигнат правилни информации за на правилни места да се изградат салите. Значи не викам дека ова е погрешно, но еве, драго ми е што Аеродром ќе добие сала која што цело време вергламе дека ја нема. Се надевам дека и Струга наша еден ден ќе добие подобра сала затоа што значи многу во ракометот. Така да тука сега ќе завршам. Драго ми е уште и за тоа што ракометот го поставивме како национален спорт и можам на крај да заклучам дека ова што денес го направивме, ете, Виктор е главен виновник, ни дава обврска и мене како негов помошник, да речеме еден човек кој што е тука да му помогне во делот на струката, голема обврска ни дава во иднина ова да го направиме уште поголемо и да го направиме уште покорисно. Ви благодарам, бев малку подолг. Со овој сублимат од Горан Ѓоргоновски, овде го завршуваме панелот наречен Ракомет спорт број 1 во земјава. Навидум едноставна тема, а генерално излезе дека комплексни се сите содржини што ги чувме во овие сега веќе 4,5 часа. Ви благодарам на сите, на министрите, на тренерите, на играчите, на колегите новинари, на сите што бевте присутни, што имавте трпение да изслушате, да бидете кооперативни. Она од што лично сум импресиониран е тоа што овде постои премногу позитивна енергија кај сите вас и предпоставуваме дека тој круг на луѓе што му мислат добро на овој спорт не завршува овде во ова просторија. На крајот, секако, огромна благодарност за Виктор Христоски што му текна и што ова го изведе, но ова треба да биде само показна вежба. За сите останати федерации може би диригирано и од Министерството. Треба да се разговарат, треба прашањата да се отварат со помош на останатите субјекти од власта, Министерство за финансии утре ќе побараме и од други асистенции, меѓутоа работите треба да се изложуваат, на крајот ќе дојдеме во ситуација да имаме подобар спорт и за нашите деца, меѓутоа и да се радуваме сите на резултатите на нашите клубови, на нашите репрезентации. Ви благодарам на сите, во добро здравје да ми бидете.